На што помислуваш кога ќе го слушнеш зборот обожавање или славење? Што е првото нешто што ти паѓа на ум? Господ? Како го осознаваш или како размислуваш да го пренесеш, да го исполниш овој збор? Кога зборуваме за тоа дека треба да го обожаваме Бог, како себе си се замислуваш, како го обожаваш Бог? Му даваме чест и слава. Мене првото нешто искрено што ми паѓа на ум е да му пееме песни. И често пати тоа е нашиот начин, нели, да го примениме обожавањето или славењето на Бог. Веројатно пеењето во црквата пред, нели, проповета е дел од тоа обожавање, но како што испомнавте некој од вас, не е само тоа. Обожавањето е многу повеќе. Обожавањето, некој од вас кажа, да му дадеш чест и слава на Бог. Обожавањето опфаќа повеќе аспекти. Тоа го опфаќа нашето срце, нашиот став кон Бог, нашиот однос кон Него, нашите мотиви, послушност, жртва, сето тоа. И ова нешто, всушност, можеме да го видиме во 6 глава на 2 книга Самуилова, каде што Давид одлучува да го пренесе ковчегот на заветот во Ерусалим. И за тоа ќе зборуваме денеска, кој што всушност е и дел од серијата проповеди за цар Давид, но ајде најнапред да дадам краток вовед како стигнавме до тука. Кога започнавме да зборуваме за Давид, ние спомнавме дека на почеток Давид беше младо момче, некаде на околу 17 години, и беше помазан од пророк Самуел за цар. Но тој веднаш не се зацари. Тој продолжи да служи како овчарче. Набрзо после тоа имаше дадено можност да се соочи со Голијат, джинот, кој што ги предизвикуваше во име на филистејците, и овде Давид извојува победа и стана познат и славен. Цар Саул го повика да ја предводи неговата војска, да му служи, и тој почна да напредува и да придобива симпатии. Но заради тоа цар Саул почна да му завидува. И тој свати дека веројатно Давид ќе биде следниот цар, и затоа тој реши да се ослободи од неговиот конкурент. Цар Саул заповеда на неговата војска да го прогонува со цел да го убие. И зборувавме за тоа минатите проповеди и што сето тоа носеше во животот на Давид. Давид за целиот тој период од околу 15 години успеа да го спаси својот живот. Во меѓувреме цар Саул во битката со филистејците загина и Давид конечно беше препознаен и избран од народот за цар. Најнапред само од јудејското племе, а подоцна и од сите останати 11. Од сите 12 племиња тој беше препознаен и признат за цар, и тој реши да се пресели во Ерусалим и таму да го постави својот престол. И првото нешто што читаме во 6 глава што Давид реши да го направи, првото нешто на кое што тој помисли му беше важно е да реши ковчегот на заветот, да го пренесе од Авинадовиот дом, кој што беше на околу 5 до 7 километри од Ерусалим, да го донесе во престолнината. И би сакало од овој текст да извлечеме поука, да видиме што значи вистинското обожавање, бидејќи во овој текст можеме да видиме дека Давид во неговиот однос кон ковчегот на заветот, кон самиот Бог, искажа еден чин на обожавање. Тој покажа каде е неговото срце, што му е најважното нешто. Читаше, еве и денеска утрова нашиот гостин Давид читаше дека Давид во неговите псалми вели: само едно сакам, за едно нешто го молам Господа, да престојувам во неговиот дом, постојано, за секогаш. Со ова нешто Давид го искажа неговиот копнеш, а тоа е да биде постојано во Божјото присуство. И тоа е чин на обожавање. Бог секогаш да ни е во нашето срце, секогаш да ни е на прво место, секогаш да е копнежот на нашата душа.
И ајде ќе читаме на почеток од книгата 2 Самуилова, 6 глава. Ќе прочитаме некои работи и ќе видиме што можеме да извлечеме. Денеска, иако можеби немаме многу време, би сакал на брзина да поминеме 6 нешта да научиме кои што се однесуваат на вистинското обожавање. Читаме најнапред дека Давид, вели, ги собра избрани луѓе од Израел околу 30.000. И стана и тргна Давид и сиот народ што беше со него од Вал Јудин, за да го пренесе оттаму Божиот ковчег на кој се повикува името на Господ Саваот, кој седи на херовими. И го поставија Божиот ковчег на нова кола и го изнесоа од Авинадовата куќа, која беше на ридот. А синовите Авинадови, Оза и Ахио ја водеа новата кола. Ја поведоа со Божиот ковчег од Авинадовата куќа, која беше на ридот. И Ахио одеше пред ковчегот Господов, а Давид и сите синови Израилеви свиреа пред Господ со различни свирки, од каприсово дрво, на гусли, на псалтири, на тимпани, на цитри и на кимвали. Еве, ова е првиот дел кој што го читаме овде. И читаме дека цар Давид во неговата желба да искаже чест на Бога, да му покаже колку тој му е важен, да го обожава, тој реши да го пренесе Божиот ковчег, кој што го символизираше, за евреите беше еден свет предмет и го символизираше самото Божјо присуство. И овој беше многу важен предмет. Бог беше заповедал да се изработи од дрво, да се облее со злато и него требаше постојано да го носат каде и да одеа. Сега, едно нешто забележувам овде. Давид заповеда да го положат во нова кола, нова кочија и, нели, како што ќе видиме покасно, можеме еве да погледнеме. Да. Еве како отприлика изгледаше тоа нешто. Сето ова изгледаше добро, но имаше еден проблем. Ова беше пракса на филистејскиот народ, кога тие сакаа да им искажат чест на нивните идоли, на нивните богови. Ќе читам и на други места, тие нивните идоли ги ставаа на нова кочија, на нова кола. И затоа Давид овде го копираше тоа нешто од другите народи, можеби не знаејќи точно како треба да се постапи во ваков случај. Но ако Давид го читаше Мојсеевиот закон, читаме во Излез 25 глава, дека ковчегот на заветот требаше да се носи исклучиво од луѓе, не на кочија. На него требаше да има поставено 4 алки, низ алките да се протнат шипки, дрвени шипки, и требаше да го носат исклучиво левитите. Значи свештеници од левитското племе, и тоа да го носат на нивните рамења. Тоа беше строго заповедано. Дури имаше уште една заповед за овој ковчег, дека не смее никој да се допре до него. Пишува дека ако некој се допре, ќе умре. Сега, Давид подоцна го признава ова, читаме во Прво летописи, зашто тој на левитите им вели Господ не погуби нашиот Бог, зашто првиот пат, вели, не бевте вие присутни и затоа што не го баравме онака како што треба. Што можеме да научиме од сето ова? Прво нешто што можеме да научиме за обожавањето на Бог е дека тоа мора да е правилно и автентично. Ова значи дека не можеме да го обожаваме Бог како што ние си сакаме. Не можеме на начин како што ние си замислуваме. Гледате, цар Давид и еврејскиот народ во своето почитување решија да го обожават Бог, но на начин кој што не беше заповедан од Бога. И тие го правеа на начин на кој што го правеа околните народи, го правеа паганските народи. Во овој случај нешто што беше пракса на филистејците.
иако Бог не го беше заповедал ова нешто. И грешката да копираат начин на обожавање што го правеа другите народи, ги чинеше животот на еден човек. Ке читаме подоцна за тоа нешто. Затоа е важно кога го обожаваме Бог да видиме како самиот Бог ни заповедал да го обожаваме. Како самиот тој во Светото писмо бара да го обожаваме. Кои начини тој очекува да ги правиме и кој нешто очекува да не ги правиме. Исус во Јован 4 глава 23 стих вели: вистинските поклоници. Зборот што овде е употребен за поклоници е обожавање. Вистинските обожаватели кои што го обожаваат Бог, треба вели да го обожаваат или да му се поклонуваат на таткото во дух и вистина. Во дух значи со нашиот дух, да не биде тоа формално, и во вистина значи исправно, онака како што е вистината за него. Ние не можеме да обожаваме некоја наша замислена идеја за Бог. Ние треба да го обожаваме оној Бог што се објавил во Светото писмо. Ние не можеме да обожаваме Бог кој што е измислен или пак со наша замислена слика. Една од работите кои што паганите во тоа време ги користеле за да ги обожаваат нивните богови, тие секогаш користеле некакви кипови. И најчеста пракса на обожавање на боговите било да си направат некаков кип, нешто материјално и доваѓаат и се клањаат пред него. И за жал оваа пракса често пати се присликувала и кај евреите. Ние гледаме дури и кога излегле од Египет, Арон, братот на Мојсе, прво нешто што тој направил, изработил златно теле. И речел: ова е вашиот Бог, рекол, ајде да го обожаваме. Затоа Бог во 10 заповеди има ставено, во 2 заповед вели: немојте да правите никаков лик од тоа што е на небото, на земјата и под земјата. И немојте да му се клањате, немојте да го обожавате. Значи Бог забранил да го обожаваме него како што го обожаваат паганите. Бог забранил да го обожаваме преку кипови, преку слики, преку материјални нешта. Бидејќи самиот тој е дух. Исто така често пати ние користиме други можеби копии на обожавање кои што ги прават и неверните. Често пати гледаме како неверните се собираат да слават, да се радуваат, да се веселат. Тие прават огромни концерти, на концертите има, не знам, светла, рефлектори, па пуштаат некаков дим и сето тоа, и тоа е нивниот начин на славење. Често пати црквите знаат да го копираат тоа нешто за да го обожаваат нашиот Бог. Ние не треба да копираме, ниту да зимаме она што светот го прави за ние да го обожаваме. И не смееме да обожаваме ништо друго освен нашиот Бог. Некој од вас ја знаете сестра Астерија, која што беше сопруга на мојот пастор, таа е почината сега, но таа не учеше дека дури изборот обожавање не смееме да го користиме за нешто друго освен за Бог. И во една прилика кога била заедно со други луѓе и требало да се запознаат и секој да каже нели во што ужива, што сака, некој од нив изјавил и рекол: јас многу обожавам да јадам риба. И сестра Астерија на тоа нешто одговорила: јас риба јадам, а Бог го обожавам. Така да, ние го обожаваме само Бог. И тоа е првото нешто што треба да го научиме. Автентичен и библиски начин, како е исправно. Давид, најнапред не знаеки, тој реши да му искаже на Бог чест, да го обожава на начин кој што го обожаваа околните народи, филистејците, и таа грешка го чинеше животот на еден човек. И тоа нешто може да го читаме во 2 Самуила 6 глава, читаме понатаму ако продолжиме, каде што застанавме, вели: кога дојдоа до Нахоновото гумно, Оза посегна со раката кон Божиот ковчег и се фати за него, бидејќи воловите го беа наведнале. Но Господ се разгневи на Оза и за дрскоста Бог го удри на истото место и тој умре таму крај Божиот ковчег. Давид се нажали поради тоа што Господ така го удри Оза на тоа место и сега се нарекува Фарес Оза.
Тој ден Давид се исплаши од Господ и рече: како ќе дојде кон мене ковчегот Господов? И Давид не сакаше да го принесе ковчегот Господов кај себе во Давидовиот град и го остави во куќата на Аведар, кој потекнуваше од Гет. Гледаме овде еден страшен момент. Заборавив да спомнам дека вака е според Божите закони, според Мојсеевиот закон, вака треба да се носи ковчегот Господов, а не на кола, и подосна тие решија да го применат ова нешто. Но она второ нешто за кое што сакам да зборувам и за кое што читаме е дека Оза или Уза, зависи од преводот, додека ковчегот беше на колата, воловите на едно место се сопна и се стори дека ќе се преврти ковчегот и тој посегна да го задржи и Бог го удри и Уза на лице место почина. Ова беше тој страшен момент. И сега, рековме дека Бог строго заповедал ковчегот Господов да не се допира. Па сепак Уза решил да го направи тоа нешто. И читаме дека Давид се уплаши заради тоа нешто и си рече: како би можел да дојде кај мене Господовиот ковчег? Едно нешто што можеме исто така да научиме за обожавањето е дека обожавањето на Бог подразбира стравопочит, препознавање на светоста. Ние секогаш кога доваѓаме пред Бога да го обожаваме, мораме да во нас го зачуваме стравот Господов. Тоа е многу важно. Интересно е да се знае дека ковчегот престојувал известно време во куќата на Авинадав. И пишува, читаме дека синови на Авинадав овде беа Оза или Уза и Ахио. Уза беше оној што го допре ковчегот Господов. Знаете ли колку време престојуваше Божиот ковчег во нивниот дом? Ако читаме на едно место во втора книга, во прва Самуилова 7 глава пишува дека тој барем 20 години престојуваше там, се до времето на пророкот Самуил. Но од тогаш до зацарувањето на Давид има барем уште околу 20 години, така да минимум 40 години ковчегот Господов беше во овој дом. И некои сметаат дека, бидејќи ковчегот беше во домот на Уза, некако тие премногу се навикнаат да го гледат не како свет предмет, туку да го гледат како нешто вообичаено. Знаете, кога со нешто се среќавате секој ден и го имате постојано покрај вас, вие се научувате да не го цените. Ни станува нешто вообичаено, нормално и во тој случај не го почитувате на ист начин. Има една поговорка која што вели: познатоста или преголемата блискост раѓа презир. Со други зборови, кога некого ќе запознаеме премногу, ние веќе не го цениме толку многу. И можеби од таа причина Уза си помисли: ковчегот Господов кај мене престојуваше 40 години, сега јас ќе се плашам од Господовиот ковчег, ќе се плашам да го допрам. Па јас знам кај мене дома беше, го гледав секој ден. И знаете, понекогаш таквото нешто создава погрешно размислување дека ние можеме со Бог да се однесуваме како со наше другарче, знаете, како некој чаршиски другар, па ние можеме со него како сакаме. Но ние не смееме да забораваме дека Бог е свет Бог и дека тој останува нашиот Господар. Тој е секогаш над нас, никогаш не можеме ние да бидеме еднакви со него. Дури и ако тој ни кажува дека можеме да му пристапуваме со љубов, можеме да му пристапуваме слободно, да го нарекуваме тате, дека тој е близок Бог со нас, но тој останува свет Бог и не смееме да го отфрлиме тоа нешто од равенката. Па дури и апостол Јован, кој што беше најблизок со Исус од сите апостоли, пишува за него дека тој се потпираше на градите на Исус. И пишува дека беше омилениот ученик или возлюбениот ученик на Исус. Ако читате во книгата Откровение, кога тој го сретна Исус на небото, кога се сретна со него, знаете ли што пишува? Вели: и кога го видов, паднав како мртов пред неговите нозе. Луѓе, ние си имаме работа со светиот Бог.
Ти не можеш да застанеш пред него и да кажеш: кај си бе другарче, нели? Од кога се знаеме јас и ти? Ти не можеш да се однесуваш со него како тој да ти е некој чаршиски другар. Затоа Јован, иако се знаеше со Исус долго време, кога го сретнал во небото, вели, паднав пред него како мртов. Од таква стравопочит. Тоа значи да го обожаваме Бог. Понекогаш ние правиме таа иста грешка дури и со нашите родители. Јас сум сретнал некои луѓе кои што со родителите се толку блиски и ги нарекуваат на име. Дека си бе Цоци, дека си бе Киро. Чекај, тој не е за тебе Киро, тој ти е татко. Не можеш да го нарекуваш ти така директно по име. Ама ние сме блиски. Тој ти останува твој родител. Исто нашиот Бог останува нашиот Господар, нашиот Создател. Тој од секогаш ќе биде и за секогаш ќе биде нашиот Создател, а ние неговото создание. Затоа второто нешто што можеме да го видиме овде е дека колку и да сме блиски со Бог, кога ние доаѓаме во неговото присуство, ние треба да искажеме стравопочит. Обожавањето секогаш има форма на стравопочит. И ова е нештото што требаше да го научат и Давид и останатите. Дека Бог е свет Бог и ние не можеме да го спуштеме на исто ниво. Затоа овде гледаме дека Бог го удри Уза и дека тој погина на лице место затоа што се дрзна да го допре ковчегот Божи. Читаме понатаму и следното нешто што можеме да го научиме овде, може би и се поставува и прашањето: добро, но Уза имаше добра намера. Читаме овде, вели, кога стигнаа до Нахоновото гумно, Оза посегна со раката кон Божиот ковчег и се фати за него, бидејќи воловите го беа наведнале. Се чинеше дека ковчегот ќе се преврти и Уза само посака всушност да го задржи, да не падне. И ќе си кажеме: па добро, Уза имаше добра намера. Но овде едно нешто што треба да научиме, дека во обожавањето на Бог послушноста е поважна од добрите намери. И ќе објаснам што значи тоа нешто. И покрај добрата намера, ние не знаеме дали прво ковчегот ќе се превртеше. Тој си предпостави дека ќе се преврти. Може би сакаше да искористи приликата и да каже: сега ќе го допрам ковчегот. Сега ќе го допрам бидејќи имам оправдание, имам мотив, па еве јас ќе го задржам. Може би со тоа нешто размислуваше: јас ќе му помогнам на Бог. Прво, не знаеме дали ќе се превртеше. Второ, и да се превртеше, тоа немаше да ја запре Божјата светост. Бог и понатаму ќе останеше Бог, бидејќи тоа е сепак само предмет. Може и Бог ќе интервенираше со некакво чудо, но во секој случај Уза не смееше да ја прекрши Божјата заповед, дури и со неговата добра намера. И ова нешто што го гледам овде е дека некогаш во нашите добри намери, ако ние излеземе надвор од она што Бог го заповеда, ние тогаш правиме погрешно нешто, правиме греф, иако имаме добра намера, и во обожавањето послушноста е поважна од добрата намера. Еве пример. Некој може да има добра намера и да каже: ајде во град Неготино да изградиме голем кип на Исус, за да му искажеме чест и да го обожаваме. Ќе направиме кип од 25 метри височина и ќе доваѓаат сите луѓе од цела Македонија и пред него ќе се поклонуваат, ќе му искажеме голема чест на Исус. Ова звучи многу добро, нели? Добра намера, убава намера, Исус ќе биде воздигнат. Само забораваме едно нешто, дека Бог забранил да изработуваме кипови од оно што е на небото, на земјата и под земјата и да му се клањаме. Така да нашата добра намера овде е спротивна на Светото Писмо. Дури и цар Давид имаше една добра намера да му изгради дом на Бога, да изгради храм. И тој отиде со таа добра намера кај пророкот Натан и рече: јас имам идеја да направам дом. Натан толку му се допадна идејата, бидејќи не гледаше ништо погрешно. Тој рече: прави се што душата ти сака, се што срцето ти е наумило, прави, бидејќи Господ е со тебе. Ама во истата вечер Бог му се објави на Натан и рече: оди, кажи му дека јас нема да му дозволам да ми гради дом. И Бог му забрани. Давид имаше добра намера,
ама не беше од Бога. Кога имаме добра намера, треба сепак да преиспитаме дали е согласно Божјата заповед, Божјиот збор, дали е она што Бог го сака. Погрешна добра намера исто така понекогаш кога христијаните се обидуваат, како Уза што се обидуваше да му помогне на Бог. Има христијани што се обидуваат да му помогне на Бог, да ја воздигна неговата чест или слава, со тоа што ќе додаваат на нивното сведоштво. Знаете, ние мислиме дека ако измислиме нешто, ќе ја зголемиме моќта на Бог. Може бе, не знам, ме болел прстот и ме болел 2-3 дена и ми поминал. Ама јас за да го направам Бог уште посилен, помоќен, јас ќе кажам, бев скоро на умирање, не знаев дали ќе преживеам и ми се рашири низ целото тело и Господ ми исцели. И сега јас можам да додадам, можам да лажам, можам да преувеличам и може би ќе звучи тоа во очите на другите. Вау! Ама јас со лажење ли треба да го возвеличувам Бог? Со тоа што ќе додавам нешто да му помогна на Бог да биде поголем од тоа што е. Бог е секако голем Бог. За Бог не е проблем да исцели и прс и цело тело и да воскресне од мртвите. Него не му треба јас да му помагам во тоа за тој да биде голем. Дури слушав интересно или шокантно едно нешто сведоштво дека имало некои цркви во Америка каде што специјално на евангелизацијски настани и настани на исцеление најмуваат и плаќаат 2-3 луѓе на самиот почеток кои што ќе се преправаат дека се болни и се исцелени, доваѓаат можеби со штаки, доваѓаат со количка, за пред сите луѓе кои ќе станат, тоа да ја подигне верата кај останатите, кој ќе се дигне од количка и каже, вау, Бог направи чудо и ние одиме сега напред и нас ќе не исцели. И кој ќе ги прашате, добро, зошто го правите тоа, не ли измама, тие велат, ама така ја подигаме верата кај луѓето. Да им помогнеме да веруваат повеќе. За Господ да може кај нив да делува и да направи чудо. Иначе Бог нема да може да делува, нели? Ова е нештото во кое што ние се обидуваме да му дадеме слава на Бог, исто како Уза, да му помогнеме. Нема и случајно Бог, ако ние не подадеме рака, Бог нема да може сам да ги направи овие работи. Затоа да внимаваме во нашето обожавање, да не се обидуваме ние да му помогнеме на Бог таму каде што нема потреба тој од помош. Стигаме до четвртото нешто. Обожавањето на Бог подразбира жртва. Ова е важно нешто да се научи. Читаме во 12-13 стих вели Давид отиде и го пренесе Божиот ковчег од Овид Едомовата куќа во Давидовиот град со голема веселба. И туку што носачите на Божиот ковчег пречекорија 6 чекори, Давид жртвуваше вол изгоен овен. Читаме и во 17 стих вели тогаш го внесоа Господовиот ковчег и го поставија сред шаторот што го беше оптегнал Давид. Тогаш Давид принеше пред Господа паленици и помирителни жртви. Давид знаеше една работа, дека не може да го обожаваш Бог без да принесеш жртва. И тој на неколку пати принесуваше жртва. Во Стариот Завет жртвата била буквална. Значи требаше да принесете вол или овен или што и да е. Но во Новиот Завет Павле во Римјаните 12 глава вели дека нашите тела треба да ги принесеме како жива жртва која што е света и угодна на Бог. Ова значи дека не ние треба со нашето тело да легнеме на олтарот и да изгориме, него она што Павле сака да го каже е дека ние со нашите животи треба да живееме еден свет живот кој што е жртва пред Господа. Да се одречеш од некои работи, да живееш свет живот, да живееш достојно за Него, постојано, секој ден, како жива жртва, тоа е вистинската жртва. Не е лесно. Многу потешко е, еден човек беше кажал, потешко е да умираш за Господа секој ден, отколку еднаш да те убијат, нели да бидеш маченик. Бидејќи да бидеш жива жртва, значи секој ден одново и одново да го умираш телото за гревот. Одново и одново да одлучиш, да го распнеш
за телесните страсти и да живееш за Него. Навистина да го обожаваш Бог подразбира жртва, бидејќи многу пати ние имаме толку многу други работи и не ни се баш, како да кажам, прави она што Бог очекува да го правиме. Еве и денеска за да дојдеме на богослужба, за да дојдеш овде и да го обожаваш Бог, бара да одделиш време, бара жртва. Понекош може би дури не ти се оди, викаш, кој ќе оди на ова жешко сега? Кој сега ќе оди дури до таму, па жива вода ќе станам, па ми се спие, ај подобро да си полежам. Ние можеме да кажеме, нели, ај ојте вие, јас со духот ќе сум со вас. Ама вистинска жртва е да решиш да станеш и да се натераш да дојдеш овде. И да го славиш Бог дури кога си изморен, дури кога немаш време, дури кога имаш обврски, да решиш да направиш жртва. Затоа е важно да научиме дека вистинското обожавање подразбира жртва. Во Стариот Завет беше буквална жртва, но во Новиот Завет жртва е нашето време, нашите финансии, нашите ресурси да му ги дадеме на Бог. Обожавањето на Бог подразбира понизност и смиреност. Ако продолжиме да читаме, ќе видиме дека во 2 Самуилова, 6 глава, 14 стих пишува: Давид играше со сета сила пред Господа, а беше наметнат само со ленен наплекник. Овде ни се кажува дека Давид беше облечен само во ова нешто. И ако читаме понатаму, пишува дека неговата жена Михала го виде како играше и тој кога дојде подоцна кај неа, таа го презре или му префрли, го искритикува. И слушнете што вели. Кога Давид се врати за да го благослови домот свој, Михала со уловата керка рече: колку се прослави денес царот Израелов, разголувајќи се пред очите на слугинките и слугите своји, како што се разголува прост човек. А Давид ја одговори на Михала: пред Господа кој ме одбра мене наместо твојот татко и целиот негов дом, поставувајќи ме за водач на народ Господов Израел, пред Господ ќе свирам и ќе играм, и уште повеќе ќе се понизам и уште помал ќе станам во своите очи и при сето тоа и пред слугите за кои што говориш, јас ќе бидам славен. Што всушност се случи кога Давид застана пред ковчегот Господов за да игра, да го обожава Бог? Пишува дека тој беше облечен само во ефод. Ефод беше една свештеничка облека која што се разликуваше од царската облека. Најчесто тоа беше облека направена од обичен ленено платно. Сега, Давид, ако погледнеме, како што можевме да видиме на првата слика, Давид имаше своја царска облека. И еве ќе го погледнеме тоа на самиот почеток. Давид најверојатно на себе си имаше царска облека која што јасно истакнуваше дека тој е цар. Но кога реши да игра пред ковчегот, тој соблече таа царска облека и остана само по онаа долната облека, која што беше од ленено платно. И тој не беше целосно гол, но тој веќе не личеше на цар. Исто како кога ќе дојде некој човек кој што можеби е бизнисмен, или ако можеби тој човек е министер, било што нели облечен во убав костим од Армани, чии што нели кошта самата облека, кошта можеби 2000 евра, самото палто, и замислете, тој го совлече палтото од 2000 евра, го фрли на земјата, ја извади вртоврската и почнува да го слави Бога. Тој и понатаму не е гол, но тој со тоа нешто покажал дека тој сега веќе не доаѓа како министер, не доаѓа како бизнисмен, дека пред Господа тој доаѓа да го слави како човек. И она што можеме да го научиме овде во врска со обожавањето е дека обожавањето подразбира понизност и смиреност. Кога доаѓаме кај Бога да го обожаваме, ние не доаѓаме да го обожаваме со нашите позиции. Ние не доаѓаме да го обожаваме за да покажеме кој сум јас.
обожавањето не се однесува на тоа кој сум јас, туку кој е Бог. Затоа и пеевме на почеток песната Кој сум јас. Веќе јас и ти пред Бог, кога доваѓаме нашите титули, ништо не значат. Ако читаме во книгата Откровение, 4 глава, 10 и 11 стих, таму пишува дека 24 старешини, кои што застанаа пред Господа, тие велеа: достоен си, Господе Боже наш, да ја примиш славата и честа и силата, зашто ти си создал се, и заради твојата слава и твојата суштина се е создадено. И пишува дека тие кои што беа таму му се поклонија и вели ги положија своите круни пред него, пред неговиот престол. Со тоа сакајќи да покажат: Господе, ние имаме круни, да, ние имаме позиција, но ти си над нив. Пред тебе нашите круни ништо не значат. Ги извадија круните и ги положија пред него. Давид направи нешто слично. На него царската облека не му беше важна пред Бог. Тој ја соблече и затоа рече: пред Господа ќе се понижам и уште повеќе ако е потребно. Се зборува за еден човек по име Артур Весли, првиот војвода од Велингтон, кој што во една прилика требало да земе причест во англиканската црква. И кога отишол напред, пред свештеникот клекнал за да прими причест, во истиот момент до него застанал и некој уличен питач, облечен целиот во искињата и миризлива, смрдлива облека. На ова нешто свештеникот реагирал и му рекол: тргни себе ти од тука, нели гледаш дека војводата го служам сега? Но војводата ја испружил раката, го потапкал по рамото и му рекол: само ти остани си тука, пред Господа нема војводи, сите сме исти. И ова било правилно размислување на војводата, бидејќи пред Бога сите сме исти. И ние треба да дојдеме пред Бог со таков став. Обожавањето подразбира чин на понизност и смиреност. Боже, јас доаѓам пред Тебе, целосно осознавајќи кој си Ти. Ти си над мене, Ти си над сите, Ти си Господар над господарите. И јас не можам да се рамнам со Тебе, ниту имам намера. Доаѓам токму за Тебе да Те величам. Доаѓам токму за тоа да признаам дека Ти си над се и се Ти припаѓа на Тебе. И стигаме до последното, до шестото нешто. Обожавањето на Бог е со радосно и искрено срце. Едно нешто што е највпечатливо на овој настан, кога го носеа ковчегот во Давидовиот град, е радоста што можеше да се види кај Давид, па и кај народот. Ако читаме во 14 и 15 стих пишува: Давид играше со сета сила пред Господа, а беше наметнат само во ленен наплетник. Така Давид и сиот Израилев дом го носеа горе Господовиот ковчег, воскликнувајќи со трубни звуци. Можете ли да замислите, ние немаме видео снимка да пуштиме од тој настан, нели? Не се емитуваше во живо, но можете ли да си го представите во умот, да замислите како изгледаше тоа нешто само со овој опис? И овој опис за мене е доволен да ја представи сета радост. Пишува: Давид, вели, со сета своја сила играше пред Господа. Како ли е, луѓе, тоа со сета сила да играш пред Господа? Со сета сила, веројатно скокал, играл, покажувал радост, не можел да се воздржи. Толку е била голема радоста со сета сила да играш пред Господа. Затоа што се радуваше дека Божиот ковчег влегува во неговиот град. Се радуваше дека Божиото присуство е тука. Со сета сила. И читаме, и претходно читавме дека беа вклучени сите музички инструменти. Кимвали, не знам, тапани, китари, што и да е се друго. Се беше вклучено. Труби, радосно пеа, свиреа, игра, се веселеа. Обожавањето, меѓу другото, го вклучува и ова нешто. И може би нас овој момент ни е најмногу познат. Овој дел, овој елемент од обожавањето ние најмногу го знаеме, затоа што во црквата, кога велиме ајде да станеме да обожаваме, ние најчесто го обожаваме Бог на ваков начин. Со песна, нели, му пееме радосно и го славиме Господа. Сега читаме дека во Псалм 122
пишува дека Давид, кога го славеше Господа, тој секогаш вклучуваше радост. Во 122 псалм вели се зарадував кога ми рекоа да одиме во домот Господов. За него тоа беше момент и чин на радост. Да го обожаваш Бог секогаш вклучува едно радосно срце. Да го обожаваме Бог, тоа треба да е радост кој што произлегува од срцето. Треба да ти причинува секогаш задоволство. Тоа е чинот на обожавање. Но важно е и тука неколку работи да научиме. Важно е да научиме дека фокусот на обожавањето кога го обожаваме е Бог, а не ти. Ние често пати кога го организираме време на обожавање, па и во црквата, ние сакаме нам да ни е добро, нам да ни е убаво. Ако одиме на некаков концерт на обожавање, на славење, некои луѓе знаат да кажат, мене баш не ми се допадна славењето и обожавањето. Па не е важно дали ти се допаднало, ти не одиш за тебе да ти се допадна. Ти одиш да го славиш и да го обожаваш Бог, не тебе да ти е убаво. Фокусот на обожавањето е самиот Бог. Го правиме заради Него, не заради нас. Ние не пееме песни овде за нам да ни е убаво. Убаво е ако нели нам ни се допадно. Убаво ако и нам ни ги подигне чувствата. Ама главниот фокус е Бог. Тоа не треба да го забораваме. Ние му пееме на Бог, играме за Бог, го славиме и обожаваме Бог. Второ нешто на кое што треба да внимаваме, пишува дека Давид го правеше тоа нешто нели со целосно срце. Кога го обожаваме Бог, не треба тоа да се претвори во рутина, во некаква само проформа. Најчесто ние го правиме како дел од неделната програма, нели? Треба богослужбата да содржи неколку песни, па ајде тури там 3 песни му викаме, нели, на тој што ќе свири, тури 3 песни, испе таму, ќе испееме заедно и после ќе имаме проповед. Прашањето дали тие 3 песни сме ги ставиле само за да ја пополниме програмата. Прашањето е кога ги пееме, дали ние чувствуваме и се соживуваме со текстот кој што го пееме, или само отвараме уста бидејќи веќе сме се навикнале на овие песни и ги пееме многу пати. Затоа е важно да не ни стане ова само една рутина, да не ни стане само една празна форма. И исто така не смее да биде лицемерно. Што значи ова нешто? Не смееме да си дозволиме ние да пееме едно, а да живееме друго. Не смееме да пееме се му предавам на Исус, а во суштина си живеам себично за себе си. Не смееме да пееме Господе, тука сум, нели, менувајме, а во суштина јас се не сакам ништо да сменам. Не смееме во песните да го величаме, а со животот да не му одадеме слава и да го презираме. Затоа не смее да биде лицемерно. Ако читаме во Исаија 1 глава, еве што Бог кажува за обожавањето што во тоа време евреите го покажувале кон него. Вели, кога доваѓате да ми го видите лицето, кој од вас бара да газите по моите предворија? Прекратете ми да ми носите нистожни приноси, темјани кои што ги замрзив, млади месечени, саботи, собири и празнувања не поднесувам. Празнување и беззаконија не можам да прифатам заедно. Гледате на што укажува Бог овде. Вели, од една страна ме празнувате, имате празници, новомесечија, саботи. Вели, ама заедно со тоа во вашиот живот има и беззаконија. Празнувања и беззаконија, вели Бог, не поднесувам. Ако сакаме да го обожаваме Бог, тоа треба да е искрено, треба да биде и во нашиот живот препознатливо. Нашиот живот треба да биде видлива слика дека јас и ти го обожаваме Бог. Затоа што ние не само со песна го обожаваме, ние го обожаваме со нашиот живот, ние живееме за Него. Ние мораме да препознаеме дека Бог го славиме и обожаваме со тоа што секој ден доаѓаме пред Него со смирено срце, секој ден живееме заради Него свет живот и секој ден препознаваме дека тоа е над се и во се. Амин.